активноста што ја спроведовме заедно со сите општини од регионот Тиквешија, со посредување на Министерот за земјоделие, а тоа е подготовката во однос на престојната откупна реколта на винското гројзе. Истата имаше од моја страна застапување да се надмине досегашната пракса на лански цени, која веќе трае 5 години назад. Се прифати од страна на Министерството да се понуди една производна цена на најзастапените видови на винско гројзе, като шијата и смедеревката, и да тоа биде една основа од која што се тргне во утврдувањето на пазарната цена, односно на откупната цена на винското гројзе во овогодишната реколта. На иста насока беше и застапувањето на Сдруженијата на лозарите, на Министерството, додека од страна на винариите ги искажаа некои барања до Министерството и имаат една клима на расположение да оваа година се следе производната цена на гројзето, а тоа значи да се ефектуира со повисока откупна цена, која што треба да се и понатаму продолжи со посредување. Веќе идната недела е закажана втора средба кај Министерот за земјоделие и ја лично се надевам дека ќе има покачување на откупната цена за винското гројзе оваа година. Моите застапувања одат во две насоки. Едната насока е кај винариите, затоа што има аргументи што нема залихи, ќе има намалени количини или немање на количини на вино, кое што ја зголемува побарувачката на винско гројзе и опште намалено производство што се очекува во овогодишната реколта заради познатите обемни врнежи и намалени ради болести количини на планирано производство на винско гројзе. Од друга страна, второто моје застапување е во однос на власта, на владата, да и таа покрај зголемувањето на откупната цена од винариите и владата, она што не е регулирано во програмата на платежната агенција за субвенции за откуп на винско гројзе, односно за преработување на винско гројзе во домашните капацитети на винариите, да веќе во старт, значи благовремено, уште во овој период се каже колку ќе бидат субвенциите од државата, од власта. Сето тоа во функција на една зголемување на конкурентноста во понудата на винското гројзе, што испрема набавувачите од други земји, а и спрема внатрешните заинтересирани винари би ја зголемило конкуренцијата, која што директно ќе влијае и на повисока цена и од страна на откупувачите винари и од напред да се знае и делот на субвенциите што ќе ги дават за винското гројзе државата, односно владата на Република Македонија. Ќе бидеме во контакт во натамошните застапувања, благовремено ќе бидете известени. Во однос на повардарие, делот на исплатата се одвива со една динамика кој што тие спроведуваат согласно нивните можности. Не е она што беше очекувано да заврши до претходниот месец окупната исплата за 2017 година, односно 2016 година, каде што беше и условот со таа исплата да се добијат и субвенциите, како едно моје застапување на парламентот, што би значило и директно обезбедување средства на наменска сметка, која што би сите одели пак за исплата на неисплатените откупени количини на винско гројзе за 2015-2014 година. Овде се одвива динамиката во смисла да се реши 2016 година. Со решавањето на исплата на 2016 година битно е за нас како, да речеме, регион тука Тиквеш да се ослободи овој капацитет на винаријата Повардарие за откуп, кој што ќе значи и обезбеден пласман на откупување на винското гројзе од една страна, и она што посебно јас го застапувам, тоа е да преку исплата на дефинитивна на гроздито од 2016
да се добијат субвенциите и да се дефинитивно расчистат и заостанатите долгови од 2015 и 2014 година. Овде имаме една состојба на пресметување на 20% од страна на побрадарие по однос на препарати и слично. Тоа, тие што немат замена лозари, што нема утребело, треба да си ги расчистат односите со побрадарие и да си ги побарат во исплата на пари. Во однос на винаријата Стефани, ја следам состојбата, таа е се уште заглавена во лабиринтите на пожалба до апелационен суд од адвокатите на газата Петра, која што и ја нема никаден и каде што состојбата не е воопште сјајна, и поставив и пратеничко прашање кое што е во насока да се деблокират правниот застој на оваа постапка, и таму е решението стече, бидејќи од стечената маса која што би било утврдена, има многу реална основа да се исплатат побарувањата на лозарите од оваа винарија за 2015 година.